Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добро дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Веќе ги спремам првите содржини да го привлечам вашето внимание или како беше она, рече Паук Муви. Гледај, ништо нема да ти се деси. Дојди слободно. Првиот видеоклип што треба да ве загрее и ништо не треба да значи за темата на вечерашнава емисија е нешто што ме насмеа денеска, убаво ме расположи, а се однесува на нешто од детството. Имено се сеќавате дека ние после школа доаѓај дома, мајката на работа или излезена, ние со друштво нешто се распиштолуеме и нели дознаваш по телефон или ја гледаш како одозгоре од зграда, гледаш како наближува доаѓа мајка ти. И што тогаш се случува во тие моменти? Се сеќавате на онаа панична состојба? Не, сега ќе ви текне одлично. Hi, Mom. Океј, нема што да се коментира, све ни е јасно. Драги мои пријатели и пријателки, ќе продолжиме сериозно емисијата. Имам и некои работи што сакам да ги споделам. Сепак 20 години Јади Бурек се насобрало се и се што овдека и наоѓам доста интересни работи кои онака заслужуваат некакво внимание. Во секој случај ќе прикажеме дел од работите овдека што се колку да ве загрееме. Се уште се думам дали да направам политичка емисија за гласањето или да збориме за вакцините и за короната и новиот Делта сој. Се ближат локални избори, драги мои, и на сите ви е повеќе или помалку јасно дека тоа ќе биде главна преокупација. Па ме интересира една работа, сега можеме и паралелно да го тераме, ме интересира една работа дали би ве инспирирало да кажете дали ќе гласате и за кого ќе гласате. Дали сте задоволни од оваа власт, локална власт сега или треба да се смени. Така што, нека биде тоа плюс една тема и ме интересира вашиот личен став околу вакцинацијата и сите оние двојби во меѓувреме. Ако ги имате, кажете што е тоа што ве тура на мисла. Вие вакцинирани, невакцинирани, вакцинираните, дали сте поспокојни или ве секираат се повеќето податоци дека новиот сој на корона повторно се шири. Но ќе се вратиме на оваа тема. Се уште има време за загревање, што би значило дека се уште вадите наполитанките, а ја идам со една малку повеќе непријатно видео. Видеото е непријатно, ја го подготвувам во овој момент, но се надевам дека можам во мултитаскинг да ви говорам. Зошто? Се работи за човек кој работи како модератор во Facebook. Што значи модератор? Значи, дали е Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, постои одредена квота на луѓе кои се задолжени постови да прегледуваат. Но не можат сите постови да ги прегледуваат. Они имаат, например, еден генератор вештачка интелигенција која ги издвојува сомнителните. И таа автоматски не гаси или што ти ја знам нешто да прави, туку става извичник. И тие извичници некој треба да ги прегледа. Значи човек. Што е извичникот? Обично се видеа каде што има екстремна некоја содржина. Дали е тоа насилство, дали е тоа секс, дали е тоа нешто сосема во оние
malce krajno isčašeni работи. Верувате ми, иако сум човек со јаки нерви за социјални мрежи, иако сум човек кој изнагледал повеќе видеа и постови драматични од што сите вие заедно, самото сведоштво на овој човек ме вознемири денеска. Ова е негде околу 7,5 минути. Ставив и македонски превод да ви биде полошо, иако може би во оригинал и подобро би се снашле да го кажете. Човекот говори пред камера со маска на лицето, со маска за да си сепак за да нема проблеми. Он решил да проговори затоа што ретко кој модератор од Twitter, Facebook или YouTube говори за она што го гледа. Не е ова никаква критика ни за Facebook, ни за YouTube, ни за Twitter. Ова е само доказ. Не е проблем во Facebook и во Цукерберг, и во YouTube, и во Twitter, и во Instagram, и во TikTok. Проблем сме ние, луѓе. А колку сме ние изопачени, колку е морално тргнато низ во удолница, тоа е страшно нешто. Зошто? Не дека перверзиите, злоделата, самоповредувањата на себе и на други, на животни, го немало порано. Но кога не се споделувало, сега кога некој веќе го споделува, охрабрува и други да го прават истото. Еве, само да видиме, да видите дека кога банираат некого, нели обично кога ќе банираат некој од овие инфлуенсериве на Фейсбук. Јас сум патриота, мене ми го ова, она против слобода на говор. Не е, пријателе, против слобода на говор. Тој не се занимава со тебе и со твојата политика. Луѓето немаат ни капацитет да се занимаваат со политиката. Они само го следат, ја следат трагата на злобата и на злото и последиците кои такви луѓе може да ги донесат, колку и да имаат добри или лоши намери. Секако повеќе се работи за ужасно екстремни работи. Погледнете. I would basically just come in, find out what my target is for the day, press the button, just go, and the first piece of content, boom, it's just there on the screen in front of you. You take a look, you make a decision, you press a couple of buttons, it goes away, and the next one loads, and the next one, and the next one. And you are seeing dead bodies and murders, or people celebrating having killed somebody, dogs being barbecued alive. And you are seeing these images. It took me a long time to understand how much this stuff had affected me. I never even believed in PTSD. I thought it was just people being useless. And it's been very hard for me to find these really difficult emotional reactions when I talk about this stuff. And I've had to be through therapy and take a lot of time just working on myself to get through this. I used to work for Facebook, and my job was to spend 8 hours a day looking at all the worst things that people post online so that you don't have to see it. Mark Zuckerberg had just announced he wanted to hire thousands and thousands more people to do this work, and I think they just needed bums on seats, so I was snapped up. They did ask me, you do understand that maybe occasionally you might see something that's a bit disturbing, and they ask if you're okay with that. But you don't have any experiential understanding of what that means. It's really difficult to quantify how much of it was of a particular type or how extreme it was. You would be able to quantify this, but these numbers are not available. Facebook have them. But as an employee, you're not entitled to find out what kind of harmful material you've been exposed to. I'm going to guess it's between 5 and 10% of what you see every day is potentially traumatizing. I can remember the first one that just was like a wow moment, and that was when we first started. I got this one day, and it's a super close-up shot of a man just jerking off. But I didn't want to reach forward, put my hand into that space to press the buttons to delete it. And eventually one of the girls did it, and then she picked up, there was a packet of wet wipes on another desk for cleaning the desk, and she cleaned all the desk, the keyboard, and her own hands before she went back
to her desk. Thinking about that later, I realized that we really do feel like touched by what you see. And then a couple of weeks later, one of my colleagues got his first self-harming incident where somebody is cutting their wrist and seemed to be in imminent danger of committing suicide. We just heard this like shouting, this guy just shouting like, "Fuck, what do I do? I've got a suicide, what do I do?" And he was in a complete panic because there's a life at risk right in front of him, right there and then. And your job is to protect people. Well, the guidelines are not guidelines. They're very, very strict, very precisely written rules. We've got definitions of harm versus injury versus violence. We've got clear definitions of what is hate speech and what isn't hate speech. Your head is swimming with all of these issues and things that you have to consider every time that you're confronted with this stuff. I think it would be easier to deal with the images if you weren't having to think about them so deeply. I worked the evening shift, so I would start at 6 p.m, finish at 2 o'clock in the morning. But then you would often wake up 3-4 hours later, you'd suddenly sit up in bed, remembering a decision that you've made and realizing that you've made a mistake. Like, I've missed a nipple. You remember some image that you'd seen and you suddenly realize that there was a naked girl on one side or an ISIS flag in the background, so now it should have been deleted under the terrorism policy. So you're obviously replaying this stuff in your head unconsciously while you're asleep, but then you're not allowed to talk about your work with anybody. We've all signed non-disclosure agreements, the Facebook omerta. We've all been told again and again, don't ever tell anybody what your job is. There was a wellness team on site and they were responsible for resilience training and mental health issues, but they're not trained psychotherapists, psychologists, they're not mental health professionals. So you're at work and you get an email coming around saying, "Hey, we're having finger painting in the canteen this evening. I'm here to save the world. I'm looking at war crimes and child abuse. I haven't got time to go and do finger painting." So it was window dressing. The supports that were there were totally inadequate. For me, there was a creeping awareness and a loss of faith, a lot of hope. And it's just become this mindless drudgery where you've desensitized yourself from what you're seeing on the screen in front of you. But when I left, I was just relieved. And then I got a phone call from a journalist. Somebody had given them my number and she wanted to talk to me off the record like this about the job. And she asked me these questions that you've been asking me about the content, the stuff that you see. And it was the first time I had addressed that I'd faced it. And it completely overwhelmed me. And I broke down and cried in a coffee shop. I was lost. I just didn't know what the fuck I was doing, what was going on. I was totally bewildered. You know, as I started to get my head around it and talk to specialists and doctors and people, I realized that this job had knocked me on my arse and I hadn't even realized it. Facebook denies that anybody could ever get PTSD. Nobody has been harmed. That's very explicit. And then there was a recording. Somebody actually taped what Mark Zuckerberg was saying in an internal meeting with employees last year. And Mark Zuckerberg said, it's a little bit overdramatic. He just totally just dismissed all of the criticisms that have been made. It's denial. They don't want to know what's going on, and they'll say the right things, they say things that sound good, but they don't fucking care. And Mark Zuckerberg, I don't care what he's been told by other people. These stories have been repeated enough times now that he needs to go down onto the shop floor and see how people work day in, day out, see what's happening, and talk to people who've been harmed. And embrace the fact that he's got a problem he needs to solve. Самата изложеност на гледање на зло
предизвикува трауми во психата на човек. Значи, изложеноста на стрес, изложеноста на лоши работи и така натаму. Она што е клучно во целава работа, луѓето се соочуваат со најдното на човештвото, значи со најперверзните работи кои треба да ги тргнат. Нели? Не сакате да ги гледате, не сакате вие вашите деца да ги гледа. Затоа има една работа, се вика тастеришење кај нас, во суштина е многу поволно. Кога гледате видеа како Зоки Фаци прави некому нешто и вам ви е тоа сеир, подобро е да го пријавите видеото, не затоа што тоа е работа што не сакам јас да ја знам, а не сакам ни моите деца, а не сакам ни моите пријатели да ја видат. Едноставно. Може би он сака тоа да го прикаже и така натаму, но стварно, ја, ако сум веќе на таа мрежа, а јас сум на Facebook, не сакам да има лоши работи. Ама било какви лоши работи. Од посакување, убаво што им се случи на германците поплава, дури до изјава да идеме, од најбенигно. Они нас не бомбардираа 41 година. Значи, тоа е исто така перверзно како што покажуваат мачење на животни и се тоа. И сега, што е клучно? Овие луѓе што ги поставуваат за работа не се спремни професионалци. Например, исто во ова се соочени психијатри, неуропсихијатри, значи каде што со ментално болни луѓе се соочуваат, но они се платени за тоа, они се подготвени професионално и надградуваат секојдневно за такво нешто. И вие им плаќате сериозни пари за да ги надминете тие работи или траумите што сте ги доживеале, или ако правите такви работи, да се извлечете од тој некој си пекол во кој сте зацапале, дали од депресија, автодепресија, самоповредување или delusional или психози и така натаму што веќе е станато добро утро во овој свет. Но она што, например, ние го имаме како бесплатно, а вие не го цените. Вие, народе, јас затоа сум забранил и 20 години не дозволувам никој да збори за црквата и за свештенство. Ништо не знаете. Вие за црква и свештенство и попови и така натаму, вие им мерите. А он треба да е совршен, возел джип, а он пил ракија, а ти цел живот се усвинјуваш и уште ти покажуваш со прст на некого. А попот се вакцинирал, он се продал на сатана. Луѓе мои, значи еден просечен свештеник ги има 10 вакви на ден. Повеќето се, да речеме, луѓе со смирение, со мали искушенија, но се е некакво искушение. Дали е тоа телесно, дали е тоа ментално, дали е тоа физичко, дали е тоа перверзно, он мора секого да го сослуша со љубов, со внимание, да му одговори на сето тоа. Овдека дури и како си Facebook модератор, што се вика, па и не морам да го догледам видеото, што е мачење жива мачка, палење, делитнувам, не морам ни да го догледам. Сум го избанирал. Нека тужи после некој и онака и така натаму и така натаму. Затоа не знаете, затоа уште не знаеме да цениме што значи пријател, и што значи во тој однос кога некому му се исповеда. Не мораш за секоја своја говнарија у животот да споделиш со сопругата, со децата, со пријателите, со овој или со оној. Биди маж, собери пари, ако веќе ти стиска, отиди на професионалец, како што на Манхетен плаќаат $400 саат и кажи: докторе, сонувам да повредувам животни, птици, да им ги кинам крилата. Или ова ме фрустрира, или она ме фрустрира и така натаму. Значи, енергијата што ја разменуваме меѓу себе. Дури и во Светото писмо вели да дојдеш на духовно ниво, да кога ќе ти дојде духовникот, освен какво е кафето, добар ли е колачот, толку да биде. Значи,
Може у еден период да бидеш полош човек, па се напредуваш, затоа се исповедаш и така натаму. Така и со пријателство, ја не си верник. До кога сто тој че леле глава ме боли? Ние како ни почнува цела реченица кај нас? Леле. Значи тој што те слуша прима твој стрес. Ама ние тоа го знаеме. Ние така се ослободуваме од стресот и баш ние гајле кој не го приема. Ама тој со љубов, ја го сакам, ово, она, искрени сме. Не бе, брат, ако си искрен, никој да не дознае што ти се деси, што ти се случува. Како да излезе од тебе? Па ископај дупка и викај у неа. Ако веќе немаш пари на лекар да отидеш, а треба да отидеш на лекар. Секој македонец треба најбројни во Македонија да бидат неуропсихијатри. Ама вие не ќете да идете, бе. Вие 10 пати ќе отидете на забара, ама нема да отидете на неуропсихијатар. Сите сте ненормални. Ама сите до еден ви треба. Бе, треба да се консултираш со некого. Бар да прашаш, извините, докторе, дали сум нормален? Нормален си? Ај, кажи ми за мајка ти, кажи ми за татко ти, кажи ми каков ти е денот, како ти е спиењето, окей, добар си, фала, нема проблем. Еј, ти ќе се чувствуваш подобро. А барем таа енергија не си се испокарал со жената, не си се испокарал со децата, не си ја исипал таа енергија и така натаму и така натаму. Жена ми, например, цел живот, после емисија се труди да ме држи у нормала, да не ми избувне некој кретен што ми кажал и така натаму. Но јас се трудам, нели, преку хорор игри, хорор филмови и така натаму, тоа да го избалансирам и ништо да не делува ни на мене, ни на блиските околу мене. Ние не знаеме тоа да го правиме, нити сакаме. Ние сме себични, ние сме емоционални паразити. Знаете кои се тие луѓе емоционални паразити? Тие што викате дека вие не сте, а други се. Истото го правите, само не сте свесни. А тоа е кога ќе видиш пријател, леле да ти кажам, шефот, ова, она, и сега ти слушаш неправда. Па те трогнува, иако е на пријател ово, па и те овакво. И овој ќе ти се изнасипе. Сега ја да ти кажам, чекам, немам време, ај ќе се видиме пак, чао. Верувајте дека сите вие, знаете од каде почнува? Од сите, ја никогаш ништо не сум направил такво некому. Тие се првите. Другите се пониски, ама и тие се психопати. Едноставно ти шиба енергија, лоша, и после не е спремен да ја чуе твојата. Зашо да е спремен? Си будала ти да се соочуваш со сликите на неговата перверзија. Што не споделуваат. Знаете, кога девојки или дечковци споделуваат, например, сексуално искуство, например, тоа е многу неджентелменски. Нема што да разговараш за сексуално искуство. Али еве децата, например, тинеџерите тоа го прават. Знаеш, така и учат. И како? Па ја галев и стави фрачето овон. Тоа е со возбуда, и тоа е со убаво, и тоа е со све. Нема создавање негативни, тоа се создава возбуда, тоа храбро, ај добро и јас значи сум правел така. Знаеш, се консултираш некако. Тоа се други енергии. Ама стануеш веќе маж, земи дебатирај за филозофија, за религија, за политика, за ова, за она. Има што да споделиш. И на крај, кога ќе завршиш со разговорот, како ја секоја вечер, ако сме имале негативен разговор, а сме имале негативни разговори, сме имале драми, луѓе се јавувале овде, плачеле, се ежам, што све имам слушнато во емисија, какви трагедии, мајки се јавувале за деца што им ги убиле, не смеат да писнат, плаче на телефон, се плаши да изговори, а дете и го убиле. Ама пак на крај на денот да се потрудам да ве насмеам, да ве забавам, да не остане лоша помисла од сето тоа, да биде некаква терапија. Затоа што неизмено, многу ми навикаат, џабе се јавуваме, не постои размена на информации да е за џабе. Значи, може во момент не ви се јавува, може јас сум досаден, може јас сум неинспиративен, може некој ќе каже, ајбе, вика, џабе, шо да кажам дека ене дупка на ондека у Козле уште стои 20 години, ово, она. Ако каже, ќе биде, ти си предавник, ВМРО-вец, против Шилегов збориш, против ова збориш, ваму таму, што да си ја мачам главата?
Ма на крајот на краиштата, знаеш што, па ќе кажам, затоа што е општа дупка, затоа што утре со моторче твоето дете навечер ќе помине, нема да го види, ќе искрши глава. Па подобро ќе го кажам и ќе истрпам неправдата од партиски идиоти што ќе ме нападнат, ама ете може би некаква промена ќе. Ете не се за. Ама знаеш како? Нешто се делува, не може да нема последица. Може нема да ја асфалтираат утре, може ќе асфалтираат за 3 месеца. Погледнете ги, ВМРО-овциве, кои што се овци, нигде ги нема, цело зимо правам емисии за криптовалути. Денеска Мицковски искача и вика, ние ќе формираме емисија за криптовалути за ова зона. Од кај му нема? Ја верувам дека е дунстер, исто као целата негова екипа околу него, дека они абер немаат за криптовалути. Ама некој од нив гледал емисија, гледал гостите, не сум битен ја. Некој што зборал за тоа. Значи, битна работа е, нешто се случува, значи, треба да се следи ово, он. Ја ти гарантирам. Нормално дека мене нема да ме консултираат затоа што тоа би било повреда на егото. Нели? Не се секирете. Јас сум отфикарен од ВМРО исто како што сум отфикарен од СДСМ, туку со поединци си функционирам и нема проблем и така натаму. А тоа што сум демохристијанин и ме ставаат у иста корпа со нив, тоа е сосема друга работа. Не се. Ама убава работа и ја ќе го поддржам Мицковски во идејата да постои тргување со криптовалути. Арно, ама да го потсетам ја Мицковски како што оној претходниот што беше у време на ВМРО, зошто ние немаме монетарно злато? Ја го отворив прв тој муабет. Никој не се осмели. Зошто ти ако имаш злато да можеш златото да го тргуваш легално? Да вложуваш во злато. Знаете дека во 90% од земјите можеш да купуваш и продаваш легално злато. Не кај нас све е нешто тоа мутно ово она. Абе, пушти луѓето да им циркулираат средствата, нешто да се случува. Либертаријански пристап. Нема врска. Забегавме. Од трауми до либертаријанство стигнавме. Сакам уште нешто да пуштам, може би малку на брзина, и да ве натерам да почнете да размислувате за темите. Инаку, дека се ближат избори, зборува и фактот што човекот кој го обелодени и обзнани најголемиот рекет скандал, човекот кој урниса една цела институција создадена од меѓународната заедница, институција која беше направена за прогон на луѓе, за да овозможи на една партија и една номенклатура да дојде на власт и остане на власт. СЈО денес не постои, затоа што еден човек имаше храброст со сите негови мани да обзнани дека тоа СЈО се занимаваше со рекет, со луѓе со сомнителен морал, со луѓе со сомнителен финансиски, криминоген морал и етика, и тој човек денеска му е загрозен животот затоа што се уште е во притвор. Луѓе, притвор трае 30 дена. Орце Камчев е веќе со месеци. Орце Камчев ќе го бранам затоа што ми е личен пријател и ќе почнам од таму и заради тоа ја ги кркам моите последици, знаете, од и новинарски не се оградувам. Орце Камчев од дете е на терапија. Он има генетски наследена болест од неговите предци, од неговиот татко, а тоа е висок притисок и висок холестерол, генетски. Он од 15 години пие терапија за такво нешто. Татко му напрасно и покрај сето тоа, напрасно почина на состанок на влада кога договара мерки за економски мерки. Тоа беше страшно. Луѓе уште имаат траума од сцената колку страшно замина Чечко Илија. И него го познавав. Со Орце Камчев се случува истото. Орце Камчев е во затвор наводно заради купување плацеви на водно. Плацеви кои нигде не се фигурираат, нему, неговата мајка и така натаму. Едноставно се работи да се елиминира овој своеглав човек. Затоа што он игра со сите, игра и со ВМРО, игра и со СДСМ, ама не е ничив играч. Таков играч во Македонија, кој се охрабрил да елиминира таков рекет, зад кој стоеја
Отворете ги фотографиите и видете кој е се фотографиран со боки 13. Најдете колку ќе најдете, нели, пошто ја бев куропушач на власта во време на ВМРО, со колку такви ќе ме најдете приватно сликан. Не, освен у емисија, немам други приватни снимки. Имам една приватна слика у кафана, у суши бар, заедно со Мијалков се сликавме. Тоа беше. Толку. Немате приватна слика со мене, со некој било од кој друг. Ама, јас сум проблемот. Ја бев проблемот и сум проблемот секогаш кога популарноста ми иде нагоре. Тогаш е проблемот. Тогаш мора да се контролира. Зошто и сум бойкотиран? Затоа што ако дојдат ке признаат, види значајне, дајте медиумска елиминација да му се направи. Нели? Океј, не е проблем. Моето ниско ниво ми дозволува да пливам и во многу плитки води. Ама знам и тоа како сум пливал со ајкули. Јордан Камчев повторно е однесен на клиника за кардиологија. Адвокатскиот тим на Камчев соопшти дека за неговата здравствена состојба се влошила вчера вечер, ова е повтор пат, кога во затворот е повикана итна помош и дополнително се влошило утрото кога е пренесен на клиника за кардиологија. Денеска за време на редовната посета на КПУ затвор Скопје, господинот Јордан Камчев повторно се пожали на своите бранители на влошената здравствена состојба. Имено во текот на вчерашната вечер Камчев во затворот имал гушење, голема главоболка, се чувствувал многу лошо. Но во КПУ затворот Скопје во моментално немало дежурен лекар за да го прегледа и интервенира, па поради сериозноста на состојбата е викната брза помош. Констатирано е зголемен крвен притисок и дадена му е соодветна моментална терапија. Океј, да не ви читам понатаму, сосема ви е јасно што се случува. Ако не ви е јасно, еве јас слободно ќе ви кажам, дека човек на маса ми вика, вика, се ќе му земеме, жив нема да излезе од таму, толку да знаеш, вика. Готов е. Вика, вака е шкртнат. И никој ништо не може да помогне. И ја искрено верувам дека тие луѓе и тие структури кои одлучиле да го елиминираат, дека сериозно, ако ништо на друго, ќе го најдат утре Орце Камчев, дека се удавил сам во кофа вода. Се сеќавате во Тетовскиот или Гостиварскиот затвор? Што го најдоа? На Netflix ќе има серија. Тоа е единствен случај кој е прогласен дека човек се самоубил во кофа вода, сам се удавил. Знаете што? Не постои експеримент кој покажал и докажал дека човек може на таков начин да си го одземе животот. Ние тоа го имаме заведено. Некој го прочитал и ќе го испитува. И после 10-20 години ќе се открие вистината. Maybe too late, ама ќе се открие. Џабе, ама така. Затоа што ова е порака. Секој оној од вас што ќе види криминал, што ќе објави криминал, што ќе објави рекет, ќе страда, ќе му најдеме. Како беше она? Кажете ми една реченица што еден ја кажал и ќе направам тој да биде обесен за тоа. Што не ви е јасно? И сега, сакате за корона да збориме или сакате да збориме за политика? Ќе гласате на наредниве избори или нема да гласате? Дојдено е време за промени или болje да се траеме затоа што овие апсат? Така што изборот е ваш, демократијата и животот е дојден. Дали ќе збориме за вакцините или за политика, веднаш по рекламите. Дали имам уште нешто само подготвено? No. Океј, режија, може да одиш со првиот блок реклами. Веднаш потоа продолжуваме со отворени телефони. Да видиме имаме ли храбри момци, има ли некој таму со кохоњес да проговори малце храбро. Ви благодариме што ги почитувате мерките. Ќе успееме и ќе се заштитиме од коронавирусот, само ако секој од нас е многу внимателен и одговорен. Запомнете, секогаш држете 2 метри физичка дистанца, носете заштитни маски и не се групирајте. Останете дома ако не мора да излегувате. Да ги почитуваме мерките.
така ќе им помогнеме на здравствените лица, на оние кои се борат за нашето здравје, на армијата, на полицијата. Секој може да даде придонес за јавното здравје и за наскоро да можеме заедно да го вратиме животот во новата нормала. Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Најдобра и најкомплетна понуда на спортски канали. Единствено со Нео ТВ. Гледај ги омилените спортски настани во кристална HD слика на каналите Арена Спорт, Спорт Клуб или Евроспорт. Искористи ја промоцијата и земи некој од Нео Трио пакетите со супер брз оптички интернет и интерактивна телевизија. Нео ТВ, вашиот билет до сите спортски настани. Неотел. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Во втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, ќе чита коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковината. Мерките за ограничување на движењето се олабавуваат и секој од нас ќе може да помине повеќе време надвор, а со тоа да се намалат гужвите во продавниците и банките. Но да не заборавиме дека мора да сме многу внимателни и да се заштитиме. При секој излегување надвор строго да се придржуваме до мерките за лична заштита. Да држиме растојание од 2 метри во затворени и отворени јавни простори. Никогаш да не се групираме повеќе од 2 лица, при што во група од 2 не се вбројуваат деца по 14 години на тие лица. Од сега, задолжително е носење на маска, марама, шал во сите затворени простори. Заштитна опрема се носи и надвор кога не сме во можност да ја одржиме потребната дистанца од 2 метри, како на пример на пазарите. Да останеме дома, да не излегуваме без потреба, да не се групираме, да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе
на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Од 23 април задолжително е носење лична заштитна опрема на лицето при напуштање на домот, во сите затворени и отворени јавни места, кога нема да има можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Заштитната опрема за лицето е респираторна маска, марама или шал со кој се покриваат устата и носот. Физичката прекривка на носот и устата, кај сите граѓани ќе овозможи прекин на преносот на вирусот. Заштитна опрема задолжително се носи во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркети, продавници, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење јавен превоз. На отворено, заштитна опрема не се носи само ако престојувате во дворот или терасата од вашиот дом, ако возите велосипед, ако спортувате на отворено или ако се возите во патничко возило со лица со кои што живеете во заедница или домаќинство. Да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Продолжуваме со емисијата. Телефоните наскоро ќе ви бидат дадени на располагање. Зипото за палење е тука. Почнуваме да запалиме темата и муабетите. И... Ја запалив маса. Еве, горе. Се истурил малку од бензинот. Имам една книга кога ја најдов. Имено Владимир Милчин, како директор на фондацијата Сорос, беше гостин во мојата емисија Long Time Ago и ми ја подари оваа книга. Горната камера, ве молам. Книгата се вика, монографија, пардон, Отпретани сведоштва. Тоа се војнички писма од големата војна 914-918 година. И мене ми е многу едно важно, ете, нели, Сорос стално го обвинуваме антимакедонски и така натаму. Факт е дека вложуваше и во некои работи битни од идентитетски аспект за Македонија. Имено во предговорот Милчин вели, вика, отпретани сведоштва
Вика, во февруари 2006 во ветникот Вечер се појави надпис дека преку интернет се нуди продажба на раритетна збирка на писма на војници од Кратово и Кратовско, кои биле пленици на завојуваните армии на Првата светска војна. Вечер пишуваше дека институциите на државата Република Македонија не пројавиле интерес за оваа збирка. Не само институциите што не пројавуваат, него приватно луѓето што нивните предци кои се бореле, а тоа се македонци, каде што едниот брат се борел на бугарска, другиот на грчка, третиот на српска, четвртиот на турска страна, си ги продаваат овие, едноставно ништо не му значи на просечниот македонец. Нема му значи 100-200 евра ако може да ќари за вакво нешто. Сорос ги собра, направи и овие писма се сведоштво за животот, страданијата и искушенијата и се она што го поминувале македонските војници преку нивните писма кои ги испраќале до своите блиски. Ова е огромна монографија од преку 500 страни и нема да ја поклонам никому. Мене ми е драго, стои овде како подарок од Сорос, и може само да ја позајмувам некој, не верувам ни дека можете да најдете копија да ја купите, но ми беше тука малце нека стои вака да боде очи која ќе се прават некои патриоти па да ги потсетам. Режијата сака да ме потсети дека имаме некого на линија. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Многу теми нафрли Јанко и вчера и денеска. Да, вчера беше за короната, а денеска малце психологија, психопатологија, па и патриотизмот, па и политика. Вообичаено за наше секојдневие да не можеме да се фокусираме една работа да завршиме од многу овакви комбинирани микс. Управо си. Многу е тешко. Така е да човек кој ќе сака да поразговара и да каже и да свое мислење е збунет, не знае више од кај да почне. Да почнеме од почеток, што се вика. Те молам. Обично, она што го рече ти, храбри луѓе бараш да се јават. Ме подсети на поранешните состаноци кои што ги имавме месечно во организацијата каде што работам. Денеска ги нема тие состаноци и обично се дискутира и шкакливи теми и кога ќе дојдеше редот, ајде да видиме некој кој сака да праша нешто, има ли некој прашање, и сите молчат. Гледаш лево и десно, никој не ќе да постави ни едно прашање. И еден, двајца меѓу кои јас сум тој кој што секојаш кревал рака и не сум бил храбар, но туку сум ја зборувал вистината. И тука кај нас луѓето не ќе да ја зборуваат вистината. Не треба да бидеш храбар, само треба да ја зборуваш вистината. Ништо повеќе. А тој како ќе го квалификува? Дали ќе го смета тоа за личен напад или за некакви спротивставени ставови или негово нарушување или твое војување, тоа е сосема друга приказка. Кажи ми, ти што мислиш? Дали човек треба што на ум, то на друм, или треба да биде малце политичар, да знае во кој момент да биде дипломат? Да, обично брзоплетиот е оној младиот, да кажеме, или оној со набој и желба да нешто веднашка смени и понекогаш и сам јас сум се наоѓал во тие ситуации и после откако ќе се случило нешто, размислував и увидов дека брзо сум реагирал или на погрешно место. Треба малце човек стоп, застани, размисли кога и на кому го да кажеш. Меѓутоа, најлошо е ако не кажеш. Значи, најлошо е ако не кажеш. Секогаш е пожелно да се каже, отколку да се премолчи. Ако го премолчиш, тоа е еднакво, се согласувам со него. Така да, например, ова што се, ајде за вчерашната тема или за коронавирусот и ова. Сега почнуваме нашите реакции да бидат како одговор на она што ни се сервира. Секојдневно сега шведската маса е побогата. Се повеќе имаме моменти и поразноврсни
да кажеме, деликатеси врзани со корона. Известувањата се помногубројни, као бројот на заразени или мутации е по-присатен широм Европа и така натака, реакциите се вакви. Сега, значи, расте то менито, масата расте, до кога, дали ќе има пак некаков мал вулкан, ерупција и што ќе се дешава, то ќе го видиме. Времето си оди, неминовно е, јули месец е уште малце ќе помине, август, есента ќе дојде, што ќе се случи. Еве, ја да те прашам, што тебе ти се мота низ глава? Делта вирусов ќе ги надмине вакцините или вакцините ќе не спасат? Дали ќе имаме и трето заклучување повторно? Дали ќе имаме уште еден бран кој ќе биде вака катастрофален? Со појавата на демократијата се отвори и она можност да се игра црно-бели свет, се повеќе. Значи имаме присатно бело, имаме присатно и црно. И сега тој што ја води играта ќе одреди што ќе преовладува, дали бело или црно. Изворот на белото и црно оди од едно место. И демократијата е баш таква. А јас би сакал да биде спротивно, со наредба да се работи. Ама да има одговорност и тој што ќе издаде наредбата и на тие што ќе ги назначи како носители, сите тие да бидат одговорни чинители во општеството, односно глобално размислувајќи. Нема да те разберат, ама јас те разберам. Да. Слободата и демократијата, демократијата подразбираат одговорност. Значи ти викаш, да кажам се, да кажам слободно, да кажам вистина, ама да си понесеш одговорност. Точно. И сега, доколку станува збор дека постои нешто што е окарактеризирано како вирус и која е некаква закана, која што се проширила и влијае врз ова, и ние сме нашле лек, вакцина, ние требаме стоп да кажеме и по една командна линија да го одработиме то и знаеме, после нема. Ако они точно стојат позади тоа и вика, ако се вакцин, нема тука 3 месеци, 6 месеци, 7, може нема, делта ќе дојде ред. Значи, тоа спаѓа во една како се вика, систематизација, која што е одлика на демократско општество, ама она не вистинско, него на лажно, каде што може се да се пробутка. И никој да не биде одговорен за тоа. Никој, ниту докторот, ниту матичниот лекар, да кажеме, ниту некој што на телевизија зборува, ниту тој што ги носи вакцините, ниту тој што ги произведува. Никој не е одговорен. Сите се оградени и одговорноста доаѓа на поединецот, на субјектот, на мене, на тебе и на тие што се околу нас. Ние сме најодговорни и на нас ја спушта топката. Биди одговорен, вакцинирај се, заштити ги другите. А никој не вика, прими вакцина и кажи чао, нема више. Океј, ја ти... Добро. Што се однесува до вакцините, тоа е. А ова, во однос на овие денешни теми за како се приближува датумот за изборите, така и обрат што се стега во однос на оние некои чинители кои што со својот лик и дело и финанси би можеле нешто да сменат во играта. Све кажа, све те разбрав. За поединциве кои што се наоѓаат позади и сега они додека им беа у игра ги користе, а сега обично пак ќе кажем онај прљавиот капитализам сака да капиталот без однос која цена и каква и колку висока ќе биде, они сакаат да си го земат капиталот, да се преточи. Што се вика она целта ги оправдува средствата. Ти благодарам многу за јавувањето. Да. Биди ми поздравен, ти посакуваме еве ти еден убав пейсаж од Скопје, снимено од врвот на Водно. Да, ова е камера во живо. За жал, трагично е она што го гледам. Си доаѓаат со автомобили, како да е центар на град, се вози таму. Ова е камера во живо која го прикажува центарот на Водно, сликано од, мислам дека од милениумскиот крст се наоѓа ова. Секако не работи жичарата, но ние идеме со следниот гледач. Да не чека повеќе. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте.
Еве што ми е мисла. Доколку еден бизнесмен кој поседува неколку големи компании во Македонија беше, мислам, и почесен конзул, значи, евидентно има и политичка јавна моќ. Ако тој не може да се избори со онаков адвокатски тим, да докаже што е, како и да одседи толку време во притвор, и толку е очигледна пораката за останатите луѓе и останатите граѓани во Републикава. Значи, што со нив? Мислам дека сршта на ова што се случува со Јордан Камчев, токму тоа. Кој граѓани ќе крене глава или глас, мислам дека ќе го снајде уште полошо. Дали тоа тебе те заплашува и тоа е порака која мислиш дека народов ќе го уплаши или? Неприкосновено заплашува и народот е исклучително уплашен. Еве, денес што се случува во собранието, го следев Апасиев, несходници се губат амандмани, не може да дојдат до седмица. Додека од Алијанса амандманите со 2,5 сведока да се дојде до државјанство проаѓаат. Значи, тоа се работи кои се веќе организирани и направени план како да пројдат. Така да ова со Камчев воопшто не ме изненадува, бидејќи цел медицински тим застана за него, се организира, му дадоа поддршка. Не вреди, разбирате, таа клика која е на власт си го тера своето. Има поддршка од Кале и од Европска унија и нема кој да им застане на патот. Така да... Држи ме по-стивко доле, да го слушам убаво гледачот, мене спушти ми го микрофон. Одлично, благодарам. Продолжете. И знаете што, мислам дека есента ќе донесе уште полоши сценарија. Во врска со пописот ќе го организираат да македонскиот народ максимално се организира. Што мислите дека ќе покаже пописот? Па пописот сигурно ќе биде бойкотиран од мнозинство македонски народ, бидејќи се прави фалс попис. Тоа е секому јасно. Да се направи албанскиот процент на население може преку 30%, иако не се тука, ќе се попишува по Skype, по разноразни форми. Оно е Апостоле, што ми е слуга, кој исто така за некакви пари се нафати да направи таа операција. После тоа, нели, вокалните избори, сето тоа ќе направи завршен удар на Републиката и велам, црно сценарио не очекува есента, многу црно. Настојуваат од левица да нешто сторат преку исклучително онака правни аргументи со квалитетни дискусии, но нема шанси тоа да пројде. Значи, сметаш дека кај нас закон не ги поддржува. Закон нема шанси да ти нешто повикувајќи се на закон, правила, прописи, деловници, дека тоа кај нас не поминува. Нема теорија да пројде, они треба да се организира поинаку, бидејќи, знаете, овој од Муртино тоа веројатно догуша во некакви сделки, знаете, и нема шанси он да се тргне од сите овие работи што се случуваат. Ветени се многу ствари од партијата негова, која е се само не е македонска партија, додуше они сами се откаже дека не е повеќе СДС македонска. Така што велам, есента ни носи многу лоши и црни сценарија, а сочувство до Камчев, кој и покрај тоа што можеби имал некакви конекции и нормално да има конекции со власта која актуелна, бидејќи има големи фирми, немаат право ни толку месеци да го држат во затвор. Тоа е срамно. Знаете, срамно. Тоа на Запад нема да пројде во тие демократи. Во Македонија сема. Не коментирам, све кажа. Ти благодарам за јавувањето. Одиме понатаму со следниот гледач. Не е важно дали се сложуваме. Може да имате диаметрално. Не е важно што јас сум кажал. Важно е вие што ќе си кажете. Сваќате, вие не треба да се расправате со мојот. Ја чисто пополнувам време колку да ве инспирирам да вие говорите. Некој друг ги влече конциве во ова општество. Сигурно не е Јанко. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, имаме гледач на линија. Добро вечер, господине Јанко, и убава вечер. Ало? Да, ве слушам, повелете. Вака,
Па што сака тој Заев да не плаши со Камчев? Срамота. Ние не сме ние во Албанија, ние сме во Македонија, само џабе. Он не вози како што сака и ќе не акне во еден ендек, дека нема излаз. Ама нека ние не се плашиме од него. Нека знае тој. Ние ќе јурнеме сите. Што мисли он? Дома може така да прави. И на жена му и на неговите деца, а не на некого невин. Добро, ја не би сега да не спомнуваме фамилија. Да не спомнуваме фамилија. Господјо, јаве, да, благодарам што се јавивте, лека ноќ и пријатно. Значи, све можам да толерирам, само на лично не. Колку и да сте во право политички можевте да го напаѓате и така натаму, спомнување фамилија и деца, и тука е мојата граница која ја не ја поминувам, па макар за било кого да се работи, не па Заев, Хитлер, Нерон, кого сакате спомнете, Мао Цетунг. Нема, рчкање фамилија, не спомнувајте едноставно. Не спомнувајте. Во ред, иначе друго све ви е дозволено. Да критикувате работа, ставови, политика и така натаму. Добро вечер. Може да зборам? Да, повелете, во програма сте. Не, бидејќи знаеш касни ова сликата и за тоа. Се извинувам, повелете. А тонот ми исклучени, затоа не знаеш дали смеам. Да, слободно, во програма сте. Па би рекол пред за ова коронава ги гледам денеска ли кога на некој телевизија гледав, идат со маски вакцинирани и се пазат од тие што не се вакцинирани. И уште не почнале да ги комат тие невакцинираните, зашто не се вакцинирани и зашто шетаат слободно. Ме чуди тој муавет, како сега он вакциниран се, он би требало више да е, знаеш како, короната за него како безопасна игла. Она може да боде, ама заклучена е. Така? Така да симптоматични ми се тие работи. Ти бе, нема што да се штитиш кога си имун, кога имаш заштита. Нема што да се плашиш. Ај биди на линија да ти пуштам нешто, само морам да го преведам уживо, 40 секунди, ќе ти извади од памет. Еве, во Австралија има повторно корона и повторно заклучуваат и слушај само што вика оваа жена, ја ќе пробам и да преведам. To engage in conversation with others, to be friendly. Значи, не разговарајте со никого. Пази, ова се совети. Ова е официјална личност. И вика, не разговарајте со никого, не бидете пријателски, демек, не бидете пријателски настроени спрема други луѓе. Unfortunately, this is not the time to do that. So even if you run into your next door neighbor in the shopping... Чекај, не збори у исто време. Јас ќе ти кажам по телефон, ќе разбереш. Ова нека гледаат другите гледачи, не мораш ти да го пушташ телефонот. Важи? Нема да го спуштам телефонот, така? Не го спуштај, ќе продолжиш да збориш. Ајде, готово, чекам да ми кажеш ти. Значи, во Сиднеј, Австралија, значи, вака вели, официјална личност, заради коронава, вика, не се однесувајте како човек, не се однесувајте човечки, не разговарајте со вашите пријатели, дури и со маска, не бидете пријателски настроени, значи, немој ништо никому да му помагаш, да му се најдеш и така натаму. Сега не е време за тоа. Whilst it is in human nature to engage in conversation with others, to be friendly, unfortunately, this is not the time to do that. So even if you run into your next door neighbour in the shopping centre, in the Coles, whilst you're at Coles or Woolworths or Aldi or any other grocery shop, don't start up a conversation. Now is the time for minimising your interactions with others. Even if you've got a mask, do not think that affords total protection. We want to be absolutely sure that as we go about our daily lives, we do not come into contact with anyone else that would pose a risk. На некој начин вели вака. Не разговарајте со никого. Во наша човечка природа е, кога ќе видиме некој близок, позна, пријател, роднина, да се поздравиме, да почнеме. Нели носиме маски, од култура, од бонтон. Не, вика, напуштете ја вашата човечка природа,
не разговарајте, не контактирајте со комши, што комшијата му треба по... Не, вика, не, ништо, вика, тотална изолација, вика. Дури и со маски, вика, да не разговарате, сега не е време за тоа. И сега, што е најстрашно? Што повеќето, а ово е либералното граѓанство, слободното граѓанство, Твитер заедницата, која овозможи оваа шарена револуција, сите они апсолутно се согласуваат со губењето на слободата, бидејќи ова е суштината. Не е во прашање болеста, во прашање е контрола, да се воспостави на контрола на слободоумните и така натаму. Јас сум за вакцина, јас сум и за маски, ама ова што сакаат да го направат е надвор од умот. Пазете, нивното, и тоа поставено е така, ова што ви го кажуваме да се спречи болеста. И тоа треба да ги поништи сите ваши слободи. Па чекај, зашто да ја спречам болеста ако сите ќе се врати слободата. Па гледам ја и Хитлер истото го правеше у најдобри намери, и Мао Цетунг, и Сталин, па не им се вратија слободите. Истата приказна е видена низ историја. Устите им се преполни со добра волја и добра надеж, во суштина се работи за губење на слободата и потполна контрола. Повели говори, не мора да се сложите со мене, нормално. Може да спорам? Да, повелите. Па вака би кажал, ова што го кажа ти, тотално се слагам. А плюс тоа, ако памтиш оној гевгелискен проблем што беше у болницата со децана, што сите најнаш се разболеа, така? Така. Па испадна дека немале доволно контакти за да стекнуваат природен имунитет. Така е. Така се испадна. Така е. Тоа е тоа. Значи, да ти кажам искрено, никад не сум верувал у теории на заговор, да речеме, али сега полека после ова чудо, значи признам дека после вирусот, али признам дека некој добро ја мути работела. Оние двојца на тој енглезот, што е и тој индиецот, тој со брковите, ама прекрасно го мутат светот. А и сите политичари изгледа се под нивно стајни. Им сметаше само Трамп, го тргнаа Трамп и го ставиат сега овој препарираниот Бајден. Така да све ќе да е завера. Добро. Иначе и друго би кажал, Да. сосем коронава за ова што беше со Пасиев. Добро. Видовте ли што се случи? Видовте ли дечкото Кажи. до кој степен го натера да изреагира? Кажи, што се случи, раскажи. Па тоа што беше собрание... Не знам, не следев, раскажи. Раскажи ни, еве, како ја, кога ви... Амандманите што не му се прифатени. Не знам ништо. Може ли да ми кажеш малце вака ко на мало дете да ја објасниш како да си водител на емисија? Добро вечер. Денеска во со... Мене ме води муабетот на саможивост на Талјат Чафери, општо на овие браќава рамковни, значи што сте у собрание, они ни ја водат државата. Мислам... Добро, ти благодарам за јавувањето. Ајде, може би некој ќе го објасни по сликовито и поразбирливо за другите што се случувало и што му направиле, што било, какви амандмани, кога биле поднесени, што било поднесено. Малку онака новинарски настапет. Не можам све да следам. Не ќам све да следам. Не сакам све да следам. Еве една многу интересна работа кога се однесува до корона. А тоа велат дека наскоро оние кои не се вакцинирани, не само што ќе бидат бркани од работа, ја не знам, вчера ви ја спомнав, дека на работодавците во Грција веќе им е дозволено да отпуштаат работници што се невакцинирани. Ме разбирате? Затоа што има право, вика, невакцинираниот може да ми разболи некои други, така што и има едно друго предлог, а тоа е во светот се повеќе се говори на ова, да оние сега што ќе одбијат вакцина, која ќе помине процесот на вакцинирање, да не им се дозволи лекарска помош ако се заболат од корона. Но, еве го прашањето, сега да го. Ако болниците повторно бидат полни, невакцинираните нема да се примаат. Значи, ако се наполнат болниците, ќе ги немале да ги примаат невакцинираните. Сега Чоеков, се вика Светозар Милановиќ, прашува, зошто болниците ќе бидат полни со вакцинирани? И ова предизвика доста бурна дебата
од твитерджиите, како иде? Првото прашање, значи пази, нема дебата, првото прашање, дали си вакцинирани со која? Што е битно? Овде имаш конкретно прашање, многу логично. Не збори за тоа. А ти дали си вакциниран? Тој е типичен наци прогон. А ти, Јанко, дали гласаше? А ти, Јанко, дали протестираше? Немаш што да ме прозиваш мене. Можеш да дебатираш на ова што е кажано. Оти овдека никој не е прозван. Овдека е една логичка ситуација. Друг вика, па, на место ти е прашањето. Е така, како вика, линк која споделуваш, бар да видиме кој е контекстот. Немам. Така ми е дојдено, затоа што може да си вакциниран и да те удри кола или да имаш камен у бубрек, не се оди у болница само за корона. Аха, и болниците ќе се преполнат од удрени со коли и од камен во бубрегот. Така, преполни да ќе речат, слушај, невакцинираните не можат да се примаат затоа што сме полни со овие вакцинирани кои ги удрило кола и имале камен у бубрек. Али не фатиле корона пак. Мислам, дали ме разбирате како сакаме својот став да го извртиме во негативна страна? Значи, има многу овде прашања. Ја секако првиот ќе ми биде доктор Драган Даниловски, кој ќе ни помогне во некои работи да ги разјасниме. Иако ја имам за некои прашања дистанца, без оглед што стручната фела ќе ја каже, но повеќето ја се потпирам на нивните ставови, одошто на теоретичарите на заговор, тие по Facebook и по YouTube, што забегуваат крајно. Дали имаме гледач? Да? Добро вечер, повелете во програма. Добро вечер, господо. Повелете. Ве поздравувам и ве посакувам се најубаво. Вака, господо, Република Македонија има многу болести. Немаме само корона. Има и политичка болест, која што таа е најсериозна заразна со неполитичарите од владење на 30 години. Господине новинар Јанко, да ве прашам, јас како комунист и вие како патриота, а како македонци, дали имаме некоја разлика? Дали се разликуваме? Ние сме граѓани и македонци. Се додека се оболени граѓаниве, мислам дека полоша болест од политичка нема. Корона ќе кога тога ќе се спасиме, али со оваа нашава сега политика што се води и што е воделе изминативе 30 години, мислам дека е многу сериозно и не можеме никогаш да излечиме. Поделбата на македонскиот народ, на една држава од шака луѓе, кои што едни се презентираме комунисти, други патриоти, едни северњаци, други несеверњаци, за жал, тоа не може, господине Јанко, никогаш да го излечиме од нашите глави. Ние сме со големи бубачки што самите не знаеме што сакаме и што ќе биде утре и што ќе биде позадоцна. За жал, короната која што сега за корона да поразговарам, која што ја има светот, не е толку опасна колку што ние ја имаме македонската политика воведено во Република Македонија. А вонда за короната си постои и ќе постои. Меѓутоа, од 9 месец натака очекувате од 1000 до 2000 заболени во Република Македонија. Со вакво олабовување на институциите кои што дозволија се. Јас преди месец дена ви кажував дека се прават секакви журки, вие рековте дека не, се прават, господин Јанко, и тоа ќе биде одраз кај нас со таа корона. Покрај тоа што ние наводиме контрола и за вакцините ги избегнуваме. Вакцини има, никој не се јавува да се вакцинират. И не знам ја што понатамо да зборуваме ние да му сугерираме на овој народ, на овие граѓани, кога тие се многу попаметни и од мене и од секого, и нека се го изаберат правиот пат. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето, а сега следниот гледач ќе го замолам пар минути, нека почека. Еве добив што се случи во собранието и изјавата на Пасиев и Крмов. Прекината е комисијата за законот за лични карти. Режија, компјутерот.
проблем, веројатно вештачки, после година дена од конституирањето на парламентот, председателот на собранието одбива веројатно да прима поднесоци со Македонија и најверојатно тоа е причината, бидејќи во известувањето кое ни се дава, само се известува дека амандманите се неуредни, без да се наведе причината. Сега, бидејќи ситуацијата стана тензична, затоа што ова е воспоставена пракса, а деловнички не е регулирана, нашето барање како опозиција беше да се одложи Комисијата за Законот за лична карта, Комисијата за политички систем до понеделник, до после координацијата на кое што согласно деловникот треба да се дефинира воедначена пракса во иднина и ние како пратеници да знаеме што спикерот е прифатливо, што не е прифатливо. Ние укажавме дека тоа е кршење на деловникот, бидејќи согласно членот во деловникот кој ги регулира, тоа е членот 150, кој го регулира правото на пратеник на амандман. Режија, вратиме, имало уште едно видео овдека, сега треба да го најдам, малце ми е проблематично. Еве го тоа видеото, што се случило во собранието. Пуштај. Законот за државенство прво, имам и уште едно. Значи, во дописот од влада, представник е Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, а не Бојан Маричич, министер за правда. Значи, ингеренциите на предлагачот не се тие, од тука, бидејќи немаме предлагач, точката треба да се симне од дневен ред и не можете да гласате. Тоа е нешто што е помалце битно во случајов. Она што е повеќе битно е за инцидентот кој го направивте денеска и кој допрва ќе има инциденти, еве ви најавувам за да не речете дека не знаете, а тоа е фрлањето во корпа на амандманите на Левица. Имено согласно членот 150, амандманите кои ги предлагаат пратениците, патем речено тоа е уставно мое право, ги доставуваме до архива. Она што вие го правите како узурпација... Не е на дневен ред процедурално... Не, јас кажувам процедурално прекршување на член 152. Тоа нема врска со ова седмица. На членот 152 кој вели дека председателот на собранието веднаш ги доставува амандманите до пратениците и до работното тело. Она што вие го имате направено е службеничката архиварка да ве праша дали да прими. Тоа е спротивно на закон, на секој постоечки закон, ако сакате и на законот за општа управна постапка, кој што ги обврзува, значи граѓанин тоалетна хартија да донесе со назив барање, таа е должна да го прими, а не да ве праша вас дали да го прими. А после вие дали ќе го процесирате или не. Има врска со работењето на собранието и бидејќи вие како председател сте одговорен за деловникот, јас ви укажувам. Во 14 часот е закажана комисија за политички систем. Имаме поднесено 1500 или 1800 амандмани. Сме ги поднесувале грижливо, точно согласно деловникот. Известени сме дека не се проследени. Се обидете ли да направите шверцерат? Ви кажувам, пратете обезбедување таму, бидејќи ќе ја правиме големата магија ептен денес. Значи во 2 часот пратете обезбедување, бидејќи комисија нема да има. Ви кажувам. Чи барате бал, ќе добиете маски бал. Ако отварате војна, не може само за велико албанскиот шовинизам да има право на амандмани во ова собрание. Не може. Не може за Алијанса и алтернатива да има, Левица да нема право на амандман. Благодарам. Океј, ете, тоа беше драмата која се случила денеска во собрание. Денес ли ова? Денеска? Океј. А ние продолжуваме со вашите јавувања, одиме со следниот гледач. Добро вечер. А, немаме. Океј. Добро! Имаме ли гледач на ли? Нема! Добро. Ке почекаме дали некој ќе се вклучи во програмата. Од 20 часот возиме со неколку теми, шлефуваме натаму или наваму, а потоа и нели ги имавме вашите јавувања од прилика за некои теми. Драго ми е што ја најдов, еве патем ако да видиме да оставиме уште некоја минута, дали додека да се вклучи следниот гледач, уште еднаш да го видиме. Ја најдов денеска оваа камера. Одамна не сум пребарувал каде се имаме камери во живо. Во овој момент она емитува црно-бело, преку ден може да се види и во, предпоставам во full color, ќе проверам. Така што убаво е овој пейсаж, овој поглед од милениумскиот крст кон Скопје. Вакво нешто не се...
pa nekako da go najdeme, може би и за позадина би било добро. Она што е интересно е што иде во живо, ако го прикаже сега, ќе забележиш дека има велосипедисти кои навечер еве сега се качуваат до таму, но за жал има возила со автомобили кои идат до врвот и за кои Шилегов рече дека нема шанси ни до средноводно, па еве ги и до врвот ги има. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Ало? Добро вечер, повелете во програмата. Ало? Добро вечер, повелете ве Добро слушаме. вечер. Повелете. Видите, ние сме од Тетово. 20 стари смо инвалиди. За ова коронава, што мисля со нас инвалиди, не можемо да одиме, дома сме со помагала. А сакате да се вакцинирате? Молим? Да. И не ви доаѓаат дома да ве вакцинираат? Па дома да дојдам, ние смо со помагала. Па ќе мора да се јавите негдека, ќе мора да... Еве, Кај да се јавимо? Па на интернет е пријавувањето за вакцинирање. Не ве слушам вас там. Добро. Господјо, спуштете, слушајте ме на телевизор. Како? Не знам каде треба да се јавите, господјо. Океј, не ја пипам бубата, нема да мрдне. Више буба на мене нема да стои, ќе стои тука. Колку и да ме слушаат, извини, колега, ама стварно не можам поинаку не заради тебе, заради себе, знае зошто. Или буба или микрофон ќе ставиме од утре како ти одговара. Еве го и микрофонот е тука. Важно на мене буба нема да има. Ова сакам да ви кажам. Ако има некој совет на кој начин и како луѓе, инвалиди, кои сакаат да се вакцинираат, ако може да помогне, би бил благодарен да ми пишете до крај на емисија, значи брзо пратете ми порака или јавете се во емисија како да им посочам на луѓе, предпоставам дека има и други, што можат да си помогнат себе си за вакво нешто. Видовме дека ги носеа во запрежни коли, срам и брука за Македонија, ама тоа е. За да можат стари и неподвижни да бидат вакцинирани. Но дали на тоа дереđe треба да ги ставиме и овие луѓе, стварно не знам. Кажете ми, еве, ако треба и со запрежни коли, каде да дојдат? Мислам, не знам, дали им е тоа едина опција да ги качиме на запрежна кола, да им кажам, најдете комшија со 2 вола да ве качи на ова и да ве однесе до центарот за вакцинација. Не знам што друго, затоа што тоа го видовме. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Се јавам од Бутел Кучевска бара. Добро. Вистина, гласаме се нормално, стара жена, со 70 години. Добро. Кај го има на ово време да немаме поштар 6 месеци? Ве молам, дали, кај да се обратиме да немаме пошта стари луѓе, да платиме сметки? Да платиме сметки. Кучевишка бара немате, сакате да ми кажете дека немате пошта? Пога нема, ја пред 50 години у село имало поштар не тука. Сега ќе го поздравиме Јани Макрадули, он е директор на пошта и јавно ќе му поставиме прашање. Да ни бидете живи и здрави. Ние не знаеме стари луѓе преко тоа да плаќаме. Земеме се од струја тоа што треба, платиме. А сега мака мачиме. Дај злато си, биди ми живи и здрави, ако може да ни помогнете. Не можам да ви помогнам. Тоа бидете убедени дека Јанко е последниот што може да помогне. Али барем ќе поразговараме и да видиме. Еве ја Кучевишка бара, нема пошта, луѓето имаат проблем како да си ги плаќаат сметките и тоа што треба, затоа што, нели, неплатена сметка, ќе дојат ќе ти исклучат струја, вода. Ќе ви исклучат. Уствари нема да ви исклучат. Ќе ви ќе ви ја блокираат сметката. Ќе ви ја блокираат сметката, ќе платите извршител. Ќе платите 5 пати повеќе. Едва и чекаат да не платите сметка. Еве, ако има некој што да посочи што и како, навистина не знам. Вие еве велите, знаете што?
Тоа што викате, не знам да плаќам преку мобилен, преку интернет и така натаму. Кога ќе отидете на суд нема да ви признаат. Дали сте можеле, ќе прашаат стручњак, дали можеле да платат преку интернет. Стручњакот ќе рече, можеле. Ама вие викате, ќе речете на суд, ќе речете, ама ја не знам. Во ред, тоа ќе биде олеснителна околност, ама нема да ве ослободи од одговорност. Значи, снаоѓајте се луѓе... Не, пошта нема да ви отворат. Ја ви гарантирам, пошта е лошо и ќе биде полошо. Ева као пријател сега. Сме седнале у кафана таму и сега си правиме муабет. Ја викам, снаоѓај се. Снаоѓај се затоа што сигурно нема да ти отворат пошта, да ти ја олеснат работа. Гледај што можеш да си помогнеш. Толку ви кажам, ова не само за тебе, за цел народ македонски. Живи здрав, деца се во странство, се тука нема кој тоа не знам. 70 години имаш вие. Те разбирам. Кажа некаде во Радишане, отиде Машве во Радишане да земе сметки, го избркале. И после мене поста некој скроз најде пријател да ни даде сметки. Вој, кај живееме, мајка. А се за гласа, ема не ги гласам, па никој. Те разбирам, потполно си во право. Божја правда е со тебе. Значи, космичка правда, се си во право. Но едно ти кажувам, тоа што сме во право и јас и ти, особено ти, ништо нема да ти помогне. Најди начин како да се снајдеш. Плаќај преку телефон, има вода, струја, и интернет, и телефон, ја плаќам преку ов. И не е проблем. Само наоѓаш, ќе ја симнеш апликацијата, ќе се регистрираш и си Ја не сум влегол у банка 2 години, еве искрено да ти кажам. Допред 2 години морав да идам и ја некои сметки да ги плаќам, а еве 2 години не сум стапнал. Освен да ги потпишам оние годишни договори, ако и тоа треба. Значи, снаоѓај се, знам дека се децата ти се, но може еве тие деца да ти кажат, слушај, мамо, бабо, земи, иди таму и таму на телефонот. Симни ја таа апликација. Не е тоа комплицирано. Тоа и глупи американци го прават, а камоли ти паметна жена. Значи, не е тоа нешто виша математика да не го разбереш. Или некој комшија кој би можел на мобилниот да ти го покаже. Од мобилен се плаќаат сметките. Добро, за телефона и ти нема платиме си, ама за струја, за ѓубре. Само за вода имамо што не носат. Посебно си носи дете во секој месец, ово ја не знам, 6 месеца, ама за струја нарочито не може да платиш. А треба да платиме преку картичка. Ги добивате ли? Картичка да дали ти стига на домашна адреса? Дали ти стига сметката? Не, па не стига за тоа. А каде се сметките? Па не знам, каде нема во поштар. Еве и кај мене не стигаат сметките, во центар знаат со месеци, па после плаќам камати. Значи, за да го избегнам тоа, постои апликација Евано на телефонот, си ја ставаш и плаќаш, само кликаш едно. Све ќе си подесиш и картица, све, само си стискаш и платена ти е сметката и раци. Не идеш у пошта. Да. И сега извадиш на картички, така да плаќаме. Ми стари луѓе, не знаеме. Да си ми жив и здрав, као мака да ми излезат гради. Ако, држи се, чувај се и да знаеш. Фала што се јави, спушти. Тоа што сте стари. Спушти го телефонот, режија, исклучи го. Не, оти го слушам background noise, затоа и викам. Значи, тоа што сте стари и не знаете, не значи дека не можете да научите. Луѓе мои, значи iPhone не е направен само за математичари. iPhone-от го имаат баби и дедовци постари од вас у Америка. Немој да ми кажете дека американски пензионер е попаметен од вас. Не е ни пописмен. Не знае ни повеќе за животот од вас. Значи, верувајте дека лесно е да го средиш. Лесно е. Само еднаш да се... Не можеш многу да сгрешиш, само следи ги упатствата. Еве ми апликацијата, например, како си плаќам телефон. Но, како да ви кажам, еве, Телеком, стиснеш Телеком, имам и за водовод, имам и за струја, преглед,
колку чини, еве ги овдека телефоните од супругата, од децата, кои услуги ги плаќам, колку имам ова, сметки, еве ги сметките, плати сметка и за друг. Можам дури и за друг да платам сметка. Гледайте, можам и за друг да сме. Платени сметки јуни, мај, април, март, значи сега си чекам јули. И све од тука си го правам. Што да идам ја да се малтретирам, да чекам гужви во банки и така натаму и така натаму. Не сум и верујте, ја ако јадам бурек и многу зборам, грам не сум поинтелигентен или попаметен. Може се снаоѓам вака малце узборењето поише. За овие работи, ништо попаметен од било кој друг. Охрабрете се. Ако ве збунува барем првиот чекор што треба да направите, мора да најдете некој, барем комшија или некој што се вика, како да инсталирам програма да платам за водовод. Па ке побараш таму у Play Store каде што се програмчињата, водовод, сметки и ке ја симнеш. Што треба да ставам? Матичен број, запиши матичен број. Што треба да ставам? Бројот на кредитна картичка, еве го бројот на кредитна картичка и ке ти се појави. Вие треба да платите толку. Так, дали прифаќате да платите? Прифаќам платено и ќе ви стигне СМС. Плативте 500 денари за вода, 2000 денари за струја и така натаму. Многу е едноставно. Само треба да се осмелите исчекор да направите. Не се мачат стари луѓе низ цела Македонија. Децата ви се разбегани, нема кој да ви помогне. А еве ви го имате во раце. Ова не е направено за млади. Ова е баш за вас, за стари направено. Да уживате, да сурфате, не да гледате јади бурек, да си гледаш ти на YouTube убави работи, да си комуницираш преку Viber, преку Skype со децата, а не да се зафркаваш овдека, да имаш мак за сметки. И тоа не збориме, не можам да ја платам сметката, туку можам, ама немам поштар. Од поштар ли да ти зависи животот? Од Јани Макрадули да ти зависи животот? Па тој не може бркоите да си ги среди, фризурана е ко чавки да му правеле гнездо, тој не може сам да се среди, ке ја средува пошта. Сте биле ви у пошта на што личи? Па тоа е срамота, сте ги видели ли вработените? Па селско училиште у Свирипичино е ултрамодерно Apple iStore спрема тоа во пошта. Па на клинци седат луѓето. Па тоа све се распаѓа. Ете, тоа покажува каква ни е државата и тие што ја водат. Кога влегов еднаш да земам еден пакет, викам, вие, и тоа во транспортниот центар, каде што е главната пошта. Луѓе, таква мизерија не сум видел во живот. Као филм Тарковски, кога прикажуваше во Сталкер, оние сцени на напуштени фабрики, на онакво скапано, раскршено и све. Така се чувствував. Викам, овде бе, филм ли снимате, сценографија, постапокалиптично. Маси некако да термити ги изеле, човече. И нашиве луѓе работат таму, у таа мизерија. Тоа не хигиенски, тоа пропаѓаш, тоа гледаш, се соочиш со таква мизерија секојдневно. Ние за пошта збориме. Страшно, ми пукна филмот. Добро вечер за следниот гледач. Ало! Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Премногу енергија потроши Јанко за објаснување на госпоđата од 70 години за телефонот како да аплицира и што да прави. Краток ќе бидам околу тој телефон. Кога на една презентација, кога не викна за iPhone, кога прв пат влегуваше во Македонија, тој од Америка ни објасна многу со две реченици. Значи, овај телефон е создаден за тие што го возат тракторот. И сега свати ти што е тоа. Толку од околу телефонот. Сега за ковидот. Значи, кај нас овие режимски телевизии, што се, да не ги набројувам, со секоја чест и чест на ТВ Сонце и Алфа, значи, кажуваат небулози тоа што им одговара на актуелната власт. Јас гледам повеќето странски телевизии, така што вчера разбрав дека Англија и Хрватска и некои 4-5 европски држави скроз се отвараат од ковид. Значи не ги тераат повеќе луѓето да се вакцинираат, него тој што сака да се вакцинира, ќе се вакцинира, тој што не сака и готово крај. Ако заболи, тоа е на вина негова. Ако оздрави, ќе оздрави, ако си оди. Но, поентата ми е на ковидов, значи што се случува? Значи овде имаме ние глобализам. Значи,
Тоа треба да се случува, она што го објаснуваш и ти преска, значи ние мора да се отуѓиме, ние мора да еден со други да не си помагаме. Значи, тоа е дело на глобализмот, за да можат многу полесно да не растура, многу полесно да не ликвидира, да не постои човечанство. Но, што кажа на Хрватска телевизија вчера, тоа ме запрепасти многу. За 20 години ќе имаме, значи, катаклизма во светов и ќе се сруши, значи, светов и економијата ќе се уништи тотално, значи, ќе биде тотален мрак. Како економски, така и животе на луѓето. Значи, луѓето што не сваќаат, значи, што се случува со ова COVID-19. Значи, покрај затоплувањето, загадувањето и ова што го измисли овај COVID, значи, ние одиме кон она што го пишува и во нашата света книга, дека се случува, значи, крај на светот. Значи, тоа никој не се осврнува. Ви се јавуваат час и чест. Сега и ние утре ќе застариме 70 годишни луѓе, што веќе си го живеале својот живот, се јавуваат за некои банални работи. Луѓе, сериозна е работата не само во Македонија, него во светот. На локални избори во Македонија чиваме крвопролевања. Значи, гледајте што се случува во парламентот, значи овие што ги така наречени, што ги викаат албанци, што не се албанци, него се шиптари, еден нека каже албанец, по албански, нека каже дека каже дека е албанец. Ти благодарам за јавувањето. Види, твојата слобода на говор, сакаш да ја пренесеш одговорноста на мене. Совет за радиодифузија вели дека користење на зборови навредливи кон друга националност повлекуваат одговорност. Значи, ако не те прекинам, ја треба да платам 5000 евра, уредникот 5000 евра и 15.000 евра да плати телевизијата. И сега, ја можам да те разберам да се сложам или да не се сложам со тебе. Зошто мене мораш материјално да ме оштетиш, оти ти у моментот ти пукнал филмот? Зошто јас да сносам одговорност за твоето кажано? Еве, кажи ми, зошто јас треба да ја осакатам мојата фамилија и да им направам проблем или да изгубам работа, затоа што у тој момент ти си почувствувал, не е важно дали е праведно или не, да употребуваш зборови кои се забранети по Совет за радиодифузија, а го знаеш тоа. Значи, што можам ја само да заклучам од тебе? Значи, ова утре уредникот ќе ме викне, што било што кажал, бидејќи Совет за радиодифузија ќе му се јави. И така натаму, навредливи зборови и све тоа. Ние ќе речеме, ама ние не го кажавме. Добро, кој го кажал? Го кажал гледачот. Дали водителот го прекинал? Ја морам да напишам извештај, да се оправдам, затоа што ако глумам патриотизам како тебе, бидејќи ти си храбар, бидејќи си анонимен, баш ти е гајле, тебе нема да ти стигне сметка. Но, ако прифатиш да ги платиш сите консеквенци материјални, ја ќе те пуштам во емисија, ма да пцуеш мајки по име и презиме. Али, ќе дојдеш овде во емисија со купчето пари. Ценовникот го имаме, парите не за мене. Не за ништо, само за казните кои ќе бидат. Затоа велам, демократијата и слободата подразбира одговорност. Да, кажи си што сакаш, ама сноси си одговорност. Ама јас сум праведен. Да, законот вика дека ако го употребиш тие зборови, треба да платиш 15.000 евра казна. Спремен си? Спремен. Ја да сум богат, парче ќе правам. Него, морам да ќутам, оти сум шконтар. Нели? Не можам да ги платам сметките. Не можам да ја продадам куќата за да некого го задоволам овдека ја во некои 5 минути. Значи, не ме почитуваш мене, не ја почитуваш телевизијата, баш ти е гајле за моите колеги, каква е нивната материјална ситуација и така натаму. А можеше парче да ги направиш само да употребиш начин. Значи, пази, британците развија начин како да те навреди до толку, а да не може, да не употребиш ни еден навредлив збор. Еве, например, како нашиот драг пријател кој вика, ја не реков дека ти не си глуп. Одиме со уште еден гледач и тука некаде да ја привршиме емисијата прилично за овој јули, кој јули сме? 22 јули, олку дебата, не паметам во овие 20 години. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете. Абе, ќе ми дозволиш ли вака за крај да удрам ја една контра? Може?
Ја дозволувам се. Се, така, знам, затоа се јавувам. Ако од режија преоценат дека употребуваш Не, тама работа. нешто, они ќе те исклучат. И тука нема милост. Ја ќе ја оправдам, ја ќе застанам на страна на режијата. Оти сите имаме одговорност што иде во етеро. Апсолутно. Така, повели збори. Вака сега, за Кучевишка бара. И не само за Кучевишка бара, него воопшто за овие дивоградбите. Прво да кажам вака. Кучевишка бара, добро го познам теренот таму. Тоа е, значи, од центарот на населба Бутел, по коцката што викаме ние од горна страна на гробишта, што оди горе за селата Бањани Мирковци. Тоа земјиште беше, како да кажам, несоодветно ни за садење, беше мочурливо. Сега додуши им направиве и канализација со цевки од 2 метра и тоа е веројатно издренирано. Таа земја се продаваше за багатела, што да ти кажам. 1 евро за квадрат да го купиш и 1 евро да ти се легализира дивоградба. Што ти е поентата? Поентата ми е за дивоградбите. Што треба сега таму уште? Каде има дивоградби тука? Кучевишка бара се е дивоградба. Така, све ова што гледаме е дивоградба. Дивоградба бе, Така? Нормално, таму не е тоа легализирано, тоа се е дивоградба. Значи ништо не е урбанизирано ова. Не е, тоа си беше пустелија. Добро, поведи. Јас знам дека луѓе купуваа за безпари тоа земјиште. Добро се, кој немал купил, добро, си направил куќичка таму. Добро. Океј. Им направива и таму не знам што се е направено, струја, вода, канализација, нешта. И сега што сака и пошта. Чекај бе бате, не само пошта, по принцип зборам. За 1 евро квадрат. Од кој пари тоа општината? Ја не ги бранам нив, ама легално градење на објект, таму е 100 евра квадрат, човече, за комунали, за да даеш градежна дозвола да добиеш во Бутел. Разбираш? И сега, ајде, визави тие што изградиле легално таму, има барака, па надградил и не знам како, имал плац и така натаму, тој плаќа 100 евра квадрат. За 100 квадрата 10.000 евра. Океј, разбрано. Па имаме уште да збориме за темава или ќе идеш нешто друго? Не, само ова сакав и Одлично кажано, не мора да се повторуваме. Разбрана е поентава, не го знаев, интересен податок. Поздрав, ти благодарам. Лека ноќ и пријатно, а одиме ние со следниот гледач. Добро вечер. Добро. Тука можеме да завршиме. Што ќе идеме нешто позитива на денот што имаме? Имаме нешто од овие К15, да видиме. Нешто ми стигна од К15, дебатна емисија. Чекај, дали да идеме со тоа или све. Знаеш што, ќе идеме, нема превод, ама мислам дека секој ќе го разбере. Лесли Нилсен е еден од најсмешните актери во историјата на... Значи, вадам слушалката, завршивме. Утре вечер само да ви кажам дека имаме интервју со Боби Темелков, представник од македонската диаспора, во 20 часот преку Skype. Тоа ќе биде едно, да речеме, пред 2 августовско, како македонците го прославуваат, што го прославуваат и така натаму, Илинден и најголемиот македонски, да речеме, државен празник, па и духовен празник наш. За крај, да ви изнасмеам, Лесли Нилсен, веќе кога стана толку познат, отиде на едно интервју со негов пријател. Вакво нешто ја би сакал да можам јас да направам во... Не може, ние превише се... Вакво нешто е неповторливо. Значи, они разговараат, и овој го прашува нешто, што, како, вика, денес бевме на ручек, малце ми е стомакот, ми кркора цревата. Све друго, разбрале или не разбрале, мислам дека и то не се звучни ефекти. Ова се искрена внатрешна исповест на Лесли Нилсен во овие 59 секунди, кои ќе ве кркотат во наредниве 59 минути. Лека ноќ и пријатно од мене. Whether I can do this. I'll do the best I can, though. All right. We're getting near lunch, and I know you're a little... Well, it was the salmon. Sometimes you just get...
get a wrong piece of salmon. Was that you? Well, I don't see anybody else in here who's gonna be doing it. Excuse me. But you can show it. I don't care. I just don't care anymore. These things don't bother me. All right, well then we'll start now, then we'll begin. Did you hear the starter pistol? Keep your ears open. All right, now we'll begin. That's for me too, right? I'm beginning. Talking with Leslie. Nielsen. Yes. Plays the president. Yes. What's different about you and the real president? Nothing, just maybe one or two things. Во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. да кажеме парот е не се одлука за изборен процес. Затоа Црвиновски Добро е што кажа. Република Македонија. Се разгледаше Продолжи, ја мислам. сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, па ќе ти дојде да си купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поар. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на Интисектор. Android 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Изнесе откажувам од собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено Јанко да те гледам, сакам. Да, знате да уши поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книга да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме
кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Смејам? Еве, чизкейк. Може за госпожата? Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиела. Затоа што мајка му чисти, пере, готва, татко само седи и пие. Зашо мора на мајка му одменица да барабе? Што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам, ќе се... Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, вика. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре бе, на сите им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ке ми игра во представата и прв пат ке се појави во театар. Конечно да представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе за те права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да те вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Ви имам еден брат, абе тие Далтони шо вече трите аверел сум јас, најглупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на ворниот телевизор, само да му кажам да го пушти бојот одгоре. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Имаш една поздравува тебе. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Нека не ти пие.